Утрински стихови од Библијата. 25 ноември. Тој ќе го избави бедниот. Тој ќе го спаси бедниот што воздивнува, угнетуваниот што нема помошник. Псалм 72:12. И денес постојат многумина кои, како обседнатиот од Капернаум, се наоѓаат под власта на злите духови. Сите луѓе кои своеволно ќе се оддалечат од Божите заповеди, се ставаат себе си под контрола на сатаната. Многумина си играат со злото, мислејќи дека ќе можат да прекинат кога што ќе посакаат. Но тие се подлабоко и подлабоко се навлекуваат, се додека не се најдат себе си, контролирани од волја посилна од нивната. Тие не можат да и побегнат на таа таинствена сила. Таен грев или доминирачка страст можат да го држат во заробеништво, исто толку безпомошен како што беше обседнатиот од Капернаум. Сепак, неговата состојба не е безнадежна. Бог не ги контролира нашите умови без наша согласност. Но секој човек е слободен да ја избере силата што ќе владее со него. Никој не паднал толку длабоко и никој не е толку лош, за да не може да најде ослободување во Христа. Ниту еден крик на душата, која има потреба, дури и ако не е искажан со зборови, нема да остане незабележан. Оние што ќе се согласат да стапат во завет со Бога, не се препуштени на силата на сатаната, ниту пак на слабоста на собствената природа. Додека им помагаш на сиромашните во земните нешта, имај ги постојано на ум нивните духовни потреби. Нека твојот собствен живот сведочи за заштитничката сила на Спасителот. Божјата грижа е врз сите негови созданија. Тој ги сака сите и не прави никаква разлика, со исклучок на тоа што за оние кои мораат да носат најголемо животно бреме, тој има најнежно сочувство. Божите деца мораат да се соочуваат со искушенија и потешкотии. Меѓутоа, тие треба да го прифатат она што дошло на нив со ведар дух, знаејќи дека за се што светот занемарува да им даде, лично Бог ќе им надомести со најдобрите благослови.